Православна ризница на Канал 8, добро вечер. Постои ли спротивставеност меѓу она што го говори Библијата и гледиштата на науката? Веднаш мораме да кажеме не, затоа што тие не даваат одговор на исто прашање. Ако науката дава одговор на прашањата што и како, Библијата се занимава со повозвишените нешта, кој и зошто. Според Библијата, Бог го создава човекот од правот земен, тоест материјата, и му вдахнува животен дух, тоест душа. Човекот е создаден според образ или икона и подобие Божјо. Ова се темите на кои вечерва ќе проговориме во Православна ризница заедно со ѓакон Димитар Арсовски. Добро вечер, добро ни дојдовте во емисијата Православна ризница. Добро ве најдов. Минатата емисија зборувавме за создавањето на светот, сега темата ја одбравме за создавањето на човекот. Верувам дека ќе ги изненадиме пријатно нашите гледачи со оваа тема. Еве на почетокот, кое е учењето на Православната црква за создавањето на човекот? Значи, создавањето на човекот е неодвоив дел, една заедничка партија, нели, од учењето на црквата за создавањето на светот. Нели, за создавањето на светот се пишува во првата, е опишано создавањето во првата книга Мојсеева, додека нели во втората глава од првата книга Мојсеева се зборува нели за создавањето на човекот, за нели начинот на кој што бил создаден човекот, неговото место на живење, нели и сите оние збиднувања и моменти кои што се опфатени се до нели моментот кога човекот го врши престапот, односно гревопадот, и вкусува нели од дрвото од познавањето на злото и на доброто, но тоа е нели една друга тема која што исто така обемна и бара повеќе време. Се надевам дека во некој од наредните емисии ќе ја обработиме истата. Сега да се нели задржиме на создавањето на човекот. Значи, човекот како креација е создадена нели во шестиот ден. Во претходната емисија зборувавме нели за значењето на деновите, дека тоа всушност не се денови од по 24 часа, туку временски периоди кои што се со подолг интервал. Значи, интересно е тоа што нели како што светите отци кажуваат дека човекот како највозвишено, најсовршено создание Божјо со најголемо достоинство пред се, нели е создадено во последниот ден, буквално како црешичка на кремот, односно бидејќи сето она што е создадено, сета видлива природа, зборувајќи за космосот, за макрокосмосот, за Вселената и сите нели објекти што се во неа, се создадени токму за човекот. Значи, откако се било подготвено, нели Бог како премудар промислител, или буквално може да го наречеме еден премудар уметник и архитект, откако го подготвил целиот свет за човекот, како нели круна на неговото создавање и како еден финиш го создава човекот како нели битие кое го има неговиот образ, го има неговото подобие. Значи буквално како нешто највозвишено кое што му е доверена нели Божјата доверба, да владее со светот, но не да владее нели во една, како да кажеме, деспотска или робовладетелска форма, туку му е дадено да се грижи за нели за светот кој што е создаден од Бога токму за човекот. Така, јас ги споменав во најавата термините образ и подобие Божја. Може ли подобро да ги објасниме овие термини да им бидат јасни на гледачите? Да, значи најпрво ќе кажем нели како е напишано во Библијата за создавањето на човекот, од кој материја е создадена, нели и ќе се надоврзам и ќе ги објаснам овие два термина. Значи во Библијата е запишано дека човекот е создаден од, како што се вели, зема Бог прав и му дувна дух. Со тоа се кажува нели според некои теолози, овде мислењата се поделени, според некои нели под прав овде разбираат навистина дека е создаден од прав, додека некои под ова гледат некој символично толкување дека тој е создаден од материјалниот свет, односно од материјата.
со што се укажува нели дека не е исто, човекот не е исто оној духовниот свет кој што е нели создаден во почетокот, односно ангелите. А многумина свети оци зборуваат за тоа, нели, за начинот на кој што е создаден светот, но воедно сите се согласуваат дека и од нели материјалната природа кога му е дадено и кога му е вдахната, кога нели Бог му вдахнува душа, според учењето на светиот Јован Дамаскин, кој што е едно буквален столб на православието, едно светило кое што нели има солидно познавање од догматиката, од богооткриената вистина, сведочи дека таквото спојување на материјалното и на духовното настанува во еден исти момент и човекот буквално во еден момент Бог го создава нели како најсовршена креација. Нели тоа не е за Бога кој би зборувале, не е некој подвиг, бидејќи знаеме дека тој го создал светот буквално од ништо, па така според неговата нели семожност и премудрост, токму на ваков начин е создаден и човекот. И сега под термините, како што прашавте, образ и подобие Божјо, под образ се подразбира боголикоста на човекот кој што има нели со Бога, но не нели многумина од оние кои што не се запознаени со, да речеме, христијанската терминологија или имат некое извитоперено или искривено учење за создавањето на човекот, мислат дека Бог е создаден, дека човекот е создаден по нели образ Божјо, пред се мислејќи на неговата надворешна форма. Значи, одат во запаѓаат во ерес, каде што нели на Бог се дават некои антропоморфни својства, дека Бог има раце, Бог има нозе, Бог има лице. Нели таквите својства се дадени во еден, ги има запишано во Библијата, но се дадени во еден, да речеме, поетски начин на изразување, со цел нели да се искаже, да се има некоја, да речеме, слика која што може да го долови Бога, но и нели да се укаже на неговата премудрост, на неговата креативност, нели на Бога како уметник, на неговата секаде присутност, но буквално овде под образ се подразбира, бидејќи човекот нели има душа, се подразбира дека нели образот е токму човековата душа која што нели е создадена бесмртна. Има почеток, но нели е бесмртна, додека Бог е нели без почеток. Додека нели под терминот подобие, што доаѓа нели од зборот уподобува, односно да се труди да се усовршува, бидејќи човекот нели како бидејќи создание е без почеток, знаеме дека не е нели совршен како Бог, нели доколку беше совршен немаше да го направи гревопадот. Му е дадена таа можност за негово усовршење и растење во мерата на Бога. Значи да се труди да ги достигнува нели Божите својства, и токму тоа значи нели уподобување, буквално како што велат светите оци, да бидат богови по благодат. Така. Вие споменавте дека прво е создаден мажот, а подоцна и жената. Дали тоа значи дека жената има помало достоинство? Ова прашање е многу интересно и може би повеќе го поставуваат жените. Да. Па да, таквите прашања кога нели не се зборува за односот посебно нели на православната црква кон жените, нели поттикнати од современите феминистички движења кои што нели ја стават жената, па може би ќе звучи нескромно на прво место. Добро, или рамноправна со мажот. Па затоа се нели се стави и непосредно помина и 8 март, нели? Да, во исто време бараат нели и посебен третман. Ќе го објасниме тука и тоа, да. И бараат рамноправност, буквално и ти не знаат самите што сака. Значи од втората глава јасно ни е пишано, е напишано во Библијата дека нели Бог кога создавал, кој во претходните денови создавал само со помисли, со збор. Но нели пред да го создаде човекот, претходило советување помеѓу лицата на Света Тројца. Нели е напишано ајде да создадеме човек како нас. Исто така подоцна или откако е создаден мажот, значи по времетрајање нели мажот е постар од жената, бидејќи нели жената е создадена од реброто на мажот. Бог исто така се советува, нели има советување помеѓу лицата на Светата Тројца, односно Отецот, Синот и Светиот Дух, нели каде што се вели дека не е добро човекот да биде сам.
нели вика ајде да создадеме жена која што ќе му е помошник. Значи Бог по негова премудрост знаел дека нели ќе му треба помошник на човекот, нели не дека во тој момент видел со што би го оспориле Божјото сезнање и Божјата премудрост. Ова самото ни кажува дека нели човекот, мажот, не е совршен и имало потреба нели да се создаде жена која што е исто таква рамна по достоинство, дури и во оригиналниот термин, во оригиналниот текст на еврејски јазик за маж се го има терминот иш, што нели значи маж, а за жена го има терминот иша, значи женски род од маж, од човек, значи тоа би се превело иш е човек, а иша е човечица. Но нели во нашиот јазик формите се други и затоа нели за жена нарекуваме токму жена, не човечица, со што се искажува нели еднаквост и достоинството на жена која што ќе му е помошник. Значи многу јасно е напишано дека ќе му е помошник на мажот. Тоа не значи нели дека жената е нели со помало достоинство и така на некое ниво на кое што нели ние треба да гледаме со од малку од повисоко, да нели понижуваме, да бидеме апсолутно господари. Навистина тоа е зачувано нели дека посебно во Стариот Завет, во еврејската култура, на жената се гледало на некој, како да кажеме, граѓање од втор ред. Буквално мажот можел да остави без да има грижа на совест, буквално ако не му се допаѓал ручекот. Значи такви случаи имало, но нели таквата староеврејска традиција со доаѓањето на Христос е изменета. За илустрација знаеме дека спасението самиот Бог се воплотил од жена, доколку нели црквата гледаше на жената. Да, значи е почитувана на исто рамниште со мажот. Секоја литургија ние се молиме нели за бараме молитвено застапништво од Пресветата Дева Богородица. Значи и во почетокот жената е создадена рамноправно нели како мажот, но овде постои како да кажеме распределување на должностите, бидејќи по природата на нештата мажот е посилен. Но и тоа не е правило сега во денешно време. Правило е, нели некои норми се изменети. Во суштина жената не може да биде маж. Затоа што жената работи буквално, ги работи сите буквално машки работи. Да, но мажот нели не може да има таа нежност како жената. Так. Ме разбирате. Значи тоа јас би сакал да позброиме некоја понатамошна емисија и за феминизмот и пред се нели за времето. Тоа е контрадикторно затоа што жената може да ги работи машките работи, а мажот не може да биде како жената. Најдобрите готвачи се мажи. Да. Добро, да се навратиме на темата. Дали значи тоа дека црквата го поддржува или не го поддржува 8 март? Затоа што непосредно помина, па еве да зборуваме за 8 март. Ја го поддржува ли славењето на 8 март? Ова е едно интересно прашање, кое што нели оваа година немавме многу, како да кажеме, некое медиумско истакнување на овој празник од страна на црквата. Значи 8 март, кога нели веќе прашавте, верувам дека ќе ги интересира поголемиот број на припаднички на понежниот пол, е празник кој што нели потекнул од социјализмот, од социјалистички карактер, кој што не е познат на православната традиција. Но еве ова е прилика јавно да прозборам од каде доаѓа нели славењето токму на 8 март. Знаеме дека комунизмот и социјализмот, иако се како да ги кажеме учења, значи идеали, идеологии кои што имаат богоборечки карактер, но сепак во позадина на ова стои окултизмот. Не знам дали сте запознаени, дури и самиот Карл Маркс е поет, има поезија која што нели има, да речеме, сатанизам испреплетено во неговите стихови, кои што лесно се препознаваат. И сите тие празници кои што, да речеме, се слават и се наметнати од социјалистичкиот и комунистичкиот систем, имаат некаква позадина. Зашто велите наметнати? Еве жените се бореле само за своите права. Ама зашто? Да бидат рамноправни со мажите. Навистина. Но дали мислите дека 8 март е некоја случајна дата? 8 март е ден кога е родена Иродијада, жената која што ја бараше главата на Светиот Јован Претеча. Истото и со 1 мај. 1 мај се слави ме фати неспремно сега, не може да ми текне како се викаше празникот, може да проверат нели оние заинтересирани за
Празникот кој што е некоја форма на ноќ на вештерките, кој што се славил буквално со излегување во планини, со палење на логарски огнови, играње, нели луѓето биле голи, се премачкувале со крв. Тоа се случувало на последниот ден на април, значи на 30 април и на 1 мај. Значи се случувало на планините. Зошто, например, режимот, ако не учеле, нели, одете на езеро, не знам, правите нешто друго, токму на одете на планина. Значи, на еден начин, бидејќи луѓето, навистина многу малку луѓе знаат дека 8 март и 1 мај имаат позадина, значи тоа се актуализираше сега во добата на интернетот, каде што нели имаме брз проток на информации, книгите ни се достапни. Да. Значи, нема случајност овде. Навистина. Искрено, моје мислење, можеби ќе ме разберат погрешно, зарем жената има потреба да се докажува. Кога Бог буквално им дал... Имало порано, ќе речем, нели, тоа се празнува од многу одамна. Да. Но не ми текнува која година, но сепак пишува, нели, дека... Истовремено, значи, жената го ужива сето достоинство што го има мажот. Зборам од христијанска гледна точка. Во денешно време... Тоа е сега, во модерно време. Не можам да кажам дека порано било така. Затоа што тоа го докажуваат и нашите дедовци, и прадедовци, и баби, и прабаби. Да, но тогаш... Дека не биле така како ние што сме сега. Да, но тогаш семејствата биле многодетни, им владеал буквално... Знаете ли зошто жената не може да биде свештеник? Исто едно прашање кое жените многу често ни го поставуваат. Бидејќи како што мажот е, нели, свештеник во црквата, така жената со незиното мајчинство ја има токму свештената димензија во семејството. Значи, таа која што се грижи за семејството, која што е основна клетка на едно општество. Значи, доколку, нели, децата се воспитани во православен дух, да бидат морални, тие ќе се градат како такви личности. Но факт е денес дека жените, нели, придонасаат, живееме во доба на успешна и наделовна жена, кои што, нели, создаваат, творат, писатели, уметници, буквално ги има во сите бранши, до, не знам, успешни бизнисмени, придонасаат, нели, за семејниот буџет, за семејната кошничка, но што се случува со децата? Ако, нели, пробаме да бараме последици од тоа. Тоа е една тема која што треба да зборуваме 3 часа за последиците. Но, нели, што е тука? Значи, во секој случај, нели, црквата нема ништо против славењето на 8 март, но дури, нели, читајќи ги по оние, да речеме, форуми кои што се по-феминистички настроени, дури меѓу самите жени постои негација за тоа дали треба да го слават 8 март како празник или не, бидејќи самата жена на тој ден на некој начин се омаловажува. Значи, од 365 дена жената да добие еден ден внимание. Значи, не, они сепак стојат на фактот дека треба, нели, 365 дена да биде посветено вниманието на жената. Во денешно време, јас барем, тоа е моје мислење, значи да не ме свана дека црквата има некој став, тоа воопшто не е наша работа, ова е моје мислење. Нема потреба ни од, да речеме, во секоја институција има, не знам, група на жени, сега во овој систем многопартиски унија на жени, а не унија на мажи. Значи, жените сакат да докажат нешто што веќе го имаат, рамноправност. Значи, мислам дека според вас нема потреба да го бараат тоа што веќе го имаат. Така, ве разбрав. Погледнете само некој оглас за вработување, сегде бараат жени, не бараат мажи. Тоа е доволен доказ, без да филозофираме и да мудруваме околу овој празник. Но за феминизмот би сакал да направиме некоја посебна емисија каде што, нели, ќе објасниме по-детално за тоа. По-детално за жената да се навратиме за создавањето. Се враќаме на темата создавањето на човекот. Дали се знае колкав временски период нашите прародители биле во рајот? Можеме ли тоа да го објасниме? Значи, можеби се тоа е едно прашање, не, мислам, прашањето е доста интересно. Интересно, да. Тоа е едно прашање кое што, нели, не можеме да го потврдиме со сигурност. Прашање кое што не е запишано ниту во Светото писмо, а го немаме во Светото предание. Значи, имам сретнато некој мислење, значи тоа пак ќе речем мислење, никој со сигурност не го тврди, според некои теолози, нивниот престој во рајот бил 3 дена, а според повеќето теолози мислат дека
престојот на нашите прародители во рајот бил 40 дена, како да речеме корен на нивното мислење го имат 40-дневниот пост кој што го постил Христос, нели, во пустињата пред да излезе, нели, на проповед да го произнесе евангелието и благата и спасоносна вест. Така, нели, темелејќи се на неговиот пост, постои мислење кое што, нели, никој не го тврди како апсолутно точно, бидејќи сето она што, нели, Бог ни го дал за спасение, ние го имаме и го знаеме, а сето она што, нели, е сокриено од нас, буквално и неголемите и неострите теолошки умови, па и светителски, не се занимаваат со тие прашања кои што, нели, Бог не ни ги откри. А и буквално тоа прашање не ни потребно за спасение. Дали го знаеле, дали не го знаеле, или немаме апсолутно некоја, да речеме, духовна полза. Добро, рајот и пеколот е често поставено прашање, претпоставувам, на сите луѓе. Можеме ли да објасниме каде се наоѓа рајот, односно географски каде е рајот и пеколот? Да, во втората, нели, глава од првата книга Мојсеева се вели дека Бог, нели, ги внел луѓето во рајот и точно географски, нели, опишано каде е тој простор, значи меѓу четирите големи реки Фисун, Гион, Еуфрат и Тигар. Значи доколку историјата и археологијата имаат некоја представа каде бил, нели, рајот, значи, но под рај, нели, не можеме ние да подразбереме дека токму на тоа парче земја е рајот. Рајот е состојба на душата. Значи, светителите го живеат и сега рајот на земјата. Оние луѓе што, нели, се вивнале во висините и го спознале Бога, додека сите оние грешници го живеат пеколот на земјата. Јуда, мислите дека не го живеал, пеколот дошол пред тој да го изврши самоубиство, уште кога го предал Христос. Пеколот за него дошол тогаш. Значи, рајот и пеколот не се, нели, географски поеми, географски термини, туку тоа е, нели, состојба на душата. Но, нели, како што кажа, во Библијата е запишано каде е рајот, бидејќи така е напишано, географски е потврдено дека луѓето живееле, првите нашите прародители живееле на, нели, одреден географски простор, но бидејќи биле во заедница со Бога, живееле во рајот, бидејќи, нели, буквално Бог зборувал лице в лице со Адам. Тоа е, затоа се вели, нели, во рајот исто така и Ева. Значи, тие лице в лице се гледале со Бога, заедничареле со Бога, ја чувствувале неговата љубов, нели, како родител, бидејќи односот на не престанал односот на Бога кон луѓето, нели, со самиот гревопад, бидејќи Бог е создател не само на Адам и на Ева, туку на сите луѓе. И таквиот однос на Бога кон човекот е родителски. Значи, не може Бог, нели, да не ги сака своите созданија. Значи, јас сум родител, вие сте родители, ги сакаме нашите деца, се трудиме, нели, за нив, доколку, нели, прават нешто што не е убаво, знаеме да ги казниме, но, нели, таквото казнување не го правиме ние да ги лечиме, нели, нашите комплекси, туку го правиме за нивно добро. Исто тоа е начинот на кој Бог делува, нели, и кога ни е добро и кога ни е лошо. Значи, кога ни се случува нешто лошо, тоа е некоја опомена, а не Божја казна. Бог никогаш не казнува. Добро, кога се зборува за рајот и за пеколот, и тука имаме поделени мислења, може ли да објасниме како луѓето живееле во рајот? Порано, дали во однос на храната, дали се хранеле таму, како живееле? Можеме ли тоа да го објасниме и дали некој досега ви поставува вакви прашања? Има ли интерес од страна луѓето да? Навистина мислам, прашањата се во ред, нели, колку и да изгледат да е, нели, малку смешни, но сепак тоа се сериозни прашања. Значи, како што кажав, нели, луѓето се создадени од Бога и има еден интересен податок кој што го тврди биологијата и антропологијата, дека нели, според структурата на органите човекот е создаден, неговата структура е исто како, нели, тревопасните животни. Тоа го имаат во предвид и тоа мислење по, нели, должината на цревата и не знам на кој друг орган беше, тој податок го имам сретно, но како студент не можам да потврдам, нели, од каде го да посочам литература, но баш ми остана во глава. Значи, првобитно, нели, како што кажав, Бог им дозволил на луѓето да се хранат од секое дрво, од секое растение, освен од дрвото на познавањето на злото, на доброто и на лошото. Значи,
оно дрво од кое нели го вкусиле плодот и паднале. Значи многу ми намислат дека тоа е јаболко, но нели таквото дрво не е јаболко. Тоа е некое посебно дрво ендемично кое што било во центарот на Реот и веќе го нема. Значи според светите отци кога зборуваат на ово прашање, сите буквално нивните мислења се истоветни, односно дека човекот се хранел само со нели плодовите од дрвета и од растенијата. Значи промена во нели човековото мени, во начинот на неговата исхрана настанал нели дури по потопот, каде што нели буквално и климатските услови биле променети. Значи дури од времето на Ној почнува употреба на месо, се до нели големиот потоп, а луѓето се хранеле само со растенија. Така. Добро, тука да не ги забраваме и животните, затоа што имало некој однос на прародителите со животните. И го објаснува тоа Библијата. Да, значи кога е создаден Адам, нели пред да биде создадена Ева, Бог му дава таа власт на Адам да им даде имење на животните, што покажува нели свештената димензија на мажот. Значи тој ги благословува токму нели и на иконографијата кога се црта нели кога се цртаат нашите прародители, дали нели Адам и Ева, дали сам Адам како ги благословува и им дава имење на животните, нели буквално ги црта како дека ги благословува со неговата десна рака. И интересно е тоа што за разлика нели кога веќе спомнавме за сликарството, за разлика од западното сликарство кое што нели посебно во времето на Ренесансата ги изобразува и ги црта луѓето како не знам атлети, како убави совршени луѓе, во нашата иконографска традиција е запазен еден момент, односно нашите прародители Адам и Ева се цртаат без папок. Значи со што се кажува дека тие биле создадени, а не биле родени нели по како се вели по природен пат по кој што нели ние сега доаѓаме со папочна врска, со хранење. Значи тоа е многу еден интересен момент и еден детал кој што малкумина, да речеме, љубители на уметноста го забележуваат. Прашањето беше за животните, значи Бог нели благословува да господари и да владее над земјата. Како што мислам дека кажав дека тоа не е дадено во смисла тој да се изживува да прави што сака со нив, туку нели да се грижи за нив, но животните во секој случај се создадени да му служат на човекот. Значи за ова зборува светиот Максим Исповедник, едно според мене како да кажам, најмаркантна фигура, најмаркантен писател во нели нашата христијанска традиција, кој што во неговото дело, точно изложување на православната вера, кој што за наша голема среќа го има преведено на македонски јазик, едно од моите омилени светоотички дела, токму нели зборувајќи за и давајќи одговори за многу прашања, посебно околу нели создавањето на светот и на првите луѓе, зборува и за односот на човекот кон животните. Значи тој вели дека Бог благословува човекот да се грижи за животните, но неговиот однос треба да биде како да не заборава дека животните се создадени да му служат на човекот, а не човекот на животните. Буквално како да имал пророчки дари, да знаел дека во денешно време нели ние имаме миленици кои што нели кученца, маченца, кои што се создадени да ни служат нам, а нели ние да им служиме ним. И тој ги дели буквално животните во на 4 групи. Значи прва група која што треба да му служи на човекот, значи како што е кучето, нели да го чувам, мачката да нели брака глувци, не знам. Да, мислам за секој живот имаше напишано. Во втората група ги ставаше нели животните кои што му се полза на човекот за работа, како нели конј, магаре, крава, не знам. Животни кои што ќе го забавуваат човекот, како мајмун, некои такви, и животни кои што се за украс, и овде ги споменува нели рибките кои што се навистина украс. Јас најтопло, кога веќе го спомнав тоа дело, најтопло го препорачувам на сите читатели и љубители на книгите, бидејќи овде токму во ова дело, ќе се задржам 2 минути на истото, дава одговори на некои прашања кои што
се појавуваат и стануваат актуелни дури 10, па да не речем 12-13 века подоцна. Значи тој зборува, нели во тоа време немале точна представа луѓето какво е устройството на вселената, дали нели земјата дека нели земјата има своја замислена оска околу која кружи, токму светиот Максим Исповедник зборува дека земјата вика буквално вика како да е поставена на еден столб и околу тој столб да се врти. Значи он тоа го зборува во 7 век, што нели е тотално побивање на оние, не знам, атеистички и богоборечки теории дека црквата учила дека земјата е плоча, не знам, стои на 3 кита. Значи даваат некои, немам ти поем какви факти. Исто така зборува за подсвеста на човекот, едно учење кое што го развива австрискиот, па моментално да речеме најпопуларен психолог Сигмунд Фройд. 12 века пред астрономијата дава одговори на нели прашања кои што во тоа време да ги одговориш било навистина тешко, што значи дека односот бил таков, човекот се грижил за животните, буквално не се плашел од животните, ниту пак животните имале страф од човекот. Значи таквата нели подоба сега нели во денешно време ние имаме страф од крволочните животни, а буквално и сите животни се плашат од нас луѓето, нели бегаат кога ќе видат во близина човек. Значи таквата одвоеност, таквата оддалеченост, нели и близина на луѓето и животните настанува по гревопадот, каде што нели човековата природа станува помрачена и добива сосем друга форма од она нели што е создадена, совршена, полна со благодат и заедница со Бога. Уште само кратко еве на крајот од емисијата да објасниме дали учењето на другите религии е слично за создавањето на човекот, зборувам, е слично како нашата православна. Значи христијанското учење за човекот, нели христијанската антропологија се разликува од другите религии. Нели древните религии сите учат дека нели луѓето се создадени од Бога, но не нели на ваков начин според некои тие настанале како нели кога имало борба меѓу боговите, буквално тоа било митови, и нели од пресечен дел од да речеме од рака на некој бог настанале добрите луѓе, од некој друг дел од телото на Бога. Различно е учењето за создавањето на човекот. Но во секој случај во ниту една религија човекот не е издигнат на такво достоинство како што е нели да речеме издигнат во христијанството. Знаеме дека еве да речеме во древните индиски па и будистички религии човекот учи за реинкарнација, каде што нели душата преминува од тело во тело, ако човекот бил морален нели неговата душа ќе отиде во тело на нели во некое друго тело, доколку бил неморален ќе влезе во најгадно животно. Според некои други религии учат дека нели луѓето се создадени да му бидат слуги и робови на Бога, додека нели знаеме дека во христијанството, христијанската вера која што е нели вистинска вера, учи дека Бог го создал човекот и му дал слободна волја, нешто со што се разликува човекот нели од животните, со тоа што нели има слободна волја да прави буквално што сака, и му дал здрав разум, додека нели животните ја немаат слободната волја и разумот, а се водат нели по инстинкт. Добро, толку ни дозволува времето, има многу зашто да се зборува на оваа тема. Создавањето на човекот е неисцрпна тема за информации, секогаш е интересна, има уште многу прашања, но верувам дека на некој начин објаснивме доволно за создавањето на светот минатата емисија и за создавањето на човекот оваа емисија. И понатаму ќе соработуваме и ви благодарам што дојдовте во емисијата. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме православна ризница на Канал 8. Верувам дека го предизвикавме вашето внимание со темата која ја одбравме со Ѓакон Арсовски за создавањето на човекот. Ви благодарам за вниманието, се гледаме следниот понеделник во истиот термин. До тогаш останете ми во добро здравје. Довидување.